Наташа Мијата, што би можеле да кажете за вашето здружение за овој саем, воздухопловен саем и за учеството на нашата ДЗС? Па неизмерно сум горда за пети пат јубилејно издание на Скопје Air Fair. Здруженијето Авикон ја имаше замислата уште за време на COVID како да направиме нашите млади едни колеги и сонародници да станат свесни за македонската авиација во сите нејзини сегменти. Зошто сум денеска особено горда? Не само што е многу посетен и успешен настанот, туку што за прв пат имаме соработка со Дирекцијата за заштита и спасување. Јас како контролор на летање на Кула, која што сведочеше на сето обука со ер тракторите и со секојдневното летање ваше и со целосната подршка што се случува кога ќе настанат пожарите. Значи пред се како контролор на летање, како организатор на овој настан и како граѓани на Македонија ви благодарам што сте денеска тука, затоа што сакав младите да знаат кој стои позади безбедноста и управувањето со кризи. Значи многу беше битно, само со еден телефонски повик со директорот Стојан Чангелов веднаш се разбравме. Од прва подршка, еве го штандот, еве ги сите, многу ви благодарам од се срце. Тука се и Војната академија, тука е и хеликоптерската единица Јастреби, тука се сите воздухопловни ентитети, значи од Сдруженијата за контролори, вработени од МНАФ, заедно со метролози, со техничари, Воздухопловна академија од Белград, Визер, Луиджи од Дрон центарот, АЦВ, ТАФ, сите. Значи, еден празник, еден фестивал на воздухопловство, каде што ДЗС има клучно место. Повторно ќе кажам, затоа што јас бев таму на Кула, кога за прв пат дојдоа ер тракторите, кога нашите пилоти требаше да го совладаат промената на тежиште, на гравитација на авионот при сфрлање на вода. Значи, како дел од авиацијата, сакав да им приближам на нашите сонародници, да знаат што значи да се биде дел од Дирекција за заштита и спасување и сметам дека е тоа клучна карика во македонската авиација. Се уште еднашка сакам да се заблагодарам за вашето учество денеска и се надевам дека уште многу изданија на Скопје Air Fair ќе следат, затоа што и тие кабини треба некој да ги замени со нова крв.